Оваа точка, одлуката за прераспределбата на буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите, е нешто кое што се случува на крајот на секоја календарска година, со цел оние средства кои што биле планирани, а кои што не се потрошиле, да може до крајот на календарската година поефективно да се искористат за некои други буџетски, би рекол, потреби. Но што е суштината со оваа распределба? Во оваа распределба може да се види целата, би кажал, неспособност на власта и сите оние критики кои што опозицијата изминатата година ги искажуваше, се потврдуваат на дело. Во оваа одлука ќе прочитам неколку ставки кои што се кратат средствата, најчесто се тие за тоа што и власта е најчесто критикувана од опозицијата, за нереализација на капитални инвестиции, за нереализација на оние ставки во економијата во кои што треба да се привлечат странски директни инвестиции да се зголеми економијата, но од друга страна за прераспределување на истите тие средства во непродуктивни трошоци како договорни услуги и плати. Па така можете во програмата Д5 привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона, ставката 464 разни трансфери да се намали за 240 милиони денари. Затоа Република Македонија е закована убедливо на дното во привлекување на странски директни инвестиции. Во програмата Ч4, програма за намалување на аерозагадувањето, ставката 414, резерви за капитални расходи се намалува за 46 милиони денари. Ставката во подпрограмата Ц5, зелен развој, ставката 464 разни трансфери се намалува, внимавајте, за 685 милиони денари. Толку од овие зелениве од власта, и толку оваа влада успеала да реализира во изминатата година, за да мора во 12-тиот месец на годината овие средства да ги прераспределува на сосема други потреби и ставки. Пред изборите, а и во текот на целата година се соочуваа со критиките за катастрофалното управување со животната средина и сите овие, би рекол, зелени програми, за да сега, еве, во очи на новата година, овие средства ги прераспределуваат на сосема други работи кои што се непотребни. За тоа колку се очени во реализацијата на капиталните инвестиции, ќе ми дозволите да прочитам во подпрограмата ТА, изградба на основни училишта, резерви за капитални расходи се намалува за 5,2 милиони денари, а други градежни објекти се намалува за 4,7 милиони денари. Во подпрограмата ТБ, реконструкција на основни училишта, ставката 414, резерви за капитални расходи се намалува за 36,8 милиони денари. Други градежни објекти се намалува за 3 милиони денари. Во програмата ТВ, изградба на училишни и спортски сали во основни училишта се намалува за 5 милиони денари. Реконструкција на средни училишта, ставка 414, резерва на капитални расходи се намалува за 5,5 милиони денари. Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови 4,4 милиони денари. Изградба на нов клинички центар во Скопје Штип, ставката се намалува за 52 милиони денари. Само да ја потсетам јавноста, овие се средства кои што останале нереализирани до 12-тиот месец во годината и при тоа што буџетот бил донесен во 12-тиот месец претходната година. Тоа значи дека овие луѓе, Министерството за образование, свесно ги имаат лажено граѓаните дека нешто ќе реализираат. Не се способни да ги реализираат овие инвестиции и затоа нивото на капитални инвестиции им е толку ниско. Но еве да видиме каде овие средства сега ќе завршат. Во подпрограмата 10, администрација во влада на Република Македонија, ставката 425, договорни услуги се зголемува за 156 милиони денари. Замислете, нема да градиме основни училишта, нема да реконструираме, нема да градиме средни училишта, нема да реконструираме, нема да градиме спортски сали, ама 156 милиони денари во 12-тиот месец пред сајтнот ќе отидат за договорни услуги за владата. Разделот 04002, служба за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија. Во подпрограмата 1Б, изградба и реконструкција на административни згради на државни органи, ставката 482, други градежни објекти се зголемува за 162 милиони денари. Нема да се градат училишта, нема да се градат студентски домови, нема да се градат патишта, но ќе се градат објекти за потребите на владата. Министерство за внатрешни работи, ставката 423, материјали и ситен инвентар се зголемува за 65 милиони денари. Навистина сакам некој да излезе тука и да ми објасни што и на каков ситен инвентар до крајот на годината ќе потрошите 65 милиони денари само во Министерството за внатрешни работи. Министерство за надворешни работи, раздел 08001 во подпрограма 10,
Администрација, ставка 426, други тековни расходи, се зголемува за 26 милиони денари. Ете така ќе се трошат народните пари во 12-тиот месец, ете вака ќе се реализираат капиталните инвестиции, еве вака ќе му се помага на народот, ќе се црпат средствата од овие ставки, а ќе се прераспределуваат на ситен инвентар, мебел и на трошоци за администрација. Македонскиот народ е одблиску запознаен со ова случување и токму затоа такви ви се резултатите на локалните избори. Благодарам.